Не знам до сега дали сте имале прилика да стапите во контакт со типој што продават полиси за осигурување. Да? Добро е, и јас дека. Значи, секоја чесна исклучоци, секогаш имат исклучоци. Ама немат подволични ѓубриња од нив. Знаеш, тенка разлика е помеѓу мањак и тип што продават полиси, те пратите, све знаат за тебе, свеќеш. Трик прашања се она, кој ти речи имаш боледувано од грип, например, тој знаат. Ма сакат да видат си искрен со него. Значи, ѓубриња, она ти идат, ти пристапуват и само види, јас сакам една мала понуда да ти направам. Ти сам решаваш, не ти се мешам, сам си знаеш, голем си. Ама за 100 евче. Може чуда да се десат, човече. Значи, во старт сакат она да те напецкат, да ти вродите на блага параноја. Ваков да си... Како во европски арт-хорор, она, знаеш, те плаши нешто, не знаеш шо. Ти вика да бе брат, за 150 денари можеш да се осигураш, чуда се дешаваат, па ти не знаеш статистички, јас не измислувам, статистика брат, прецизна наука. Секој трет годинава ќе имат собраќајка, бе, доста не коби море, ало. Не брат, не кобам, само ти кажувам отворено, ти си бираш, ти си знаеш. Значи секој втор ќе заболит од грип, ако не и од нешто полошо, не дај Боже. Секој трет ќе биде избркан од на работа или ако не ќе му се деси повреда на работно место. Ѓу курац, човече, шо ти, ало? И ти си викаш, добро брат, мене, значи во случајов не ми треби полиса за осигурување. Ми треби една ортома така подебела, греда една и да се... Точно тој момент го чекат она, знаеш, да се повлечиш, одма напаѓат. Значи, ево да речеме, брат, ти шо работиш? Памук берам, шо работам. Значи, цело време сум со меко во рацете, шо мој да ми се деси? Значи, прво многу размислуваш ограничено. Викаш памук берам, така цел ден си со памук во рацете дам. Значи, после крај на работно време, светов за тебе е дупло посуров. Значи, осигурај си се, дуре сега времето в година, не знам дали ти се видиме. Здравие, не велям не. Ама шо знаеш? Статистички гледано. И ти си викаш, па добро е, мајко му, бар мојот живот, она, заслужи бар 25.000 евра да е, така. Ако скокнам, барем да имам, со шо ги почастам овие, шо ги знаев, па една пијачка. И си плаќаш редовно полиса, так си плаќаш години и идат моментот каде што ќе те изненадите едно познато декемвриско изненадување наречено снег и голомразица. Ќе се слизниш и рачето или ночето ќе ти направи пуф. И се нормално, виж да те обештетат малу од малу. Чукаш на врата, го гледаш, добар ден, добар ден. Истиов тип. Во тој момент ќе се соочите со дволичност од епски размери. Повели, дечко, се знаеме? Брат, за полиса, дојдов, за која полиса? Како која полиса, не заебавај, море, обештетување закаме, тешка телесна повреда. Релативна работа, дечко. Внатре то све си пиши. Чекај, не брзај. Да видиме релевантноста на повреда. Шо релевантност, море, гипсов да ти одам да подржиш, кила ќе добиеш. А да не прам муабет, внатре имам појќе титаниум и штрафој од робокап. Која релевантност, човек? Значи, не брзај, бе, дечко, не морат джокерите одма вака да се испуцат. Од лошо има ти полошо. Во тој момент можеш да си сигурен дека онолку колку шо си се осигурал, никогаш нема да добиеш. Thank you.